примерот на поранешниот претседател и премиер на Македонија Бранко Црвенковски. До самитот на НАТО не убедуваше дека времето работи за нас во однос на спорот со уставното име. Добивме вето. Ја смени за 180 степени својата манипулаторска политика. То велеше дека Македонија мора да ја прифати геополитичката реалност и да најде име со сложена географска одредница и референца. Дали Мицкоски оди по ставовите и политиките на Бранко Црвенковски и потоа ќе си поплука све што кажал. Официјалниот став на Христијан Мицкоски е дека неговата партија ќе гласа за уставните измени со кои што бугарското малцинство ќе стане дел од уставот, но по изборите. Значи тоа е официјалниот став. Тоа да го протолкуваме дека тоа е официјалниот по став изборите... на Мицкоски, бидејќи ако го кажеме вака не прифаќам јас бугарски диктат, тоа е давање на патриотски призвук на неговата теза. Ова дали он ќе се нареди во редот на најголемите условно кажано предавници, бидејќи што чека он... Тој ќе биде предавник на сопствената теза. Точно, ама што сака да каже со тоа? По изборите, јас да победам, па ќе ви кажам дека ќе прифатам веднаш уставни измени со внес на бугарите во уставот, само и само дозволете му, односно дадете ми пас од американската амбасада да станам подобен да направам идна коалицијска власт. И него добива тој пас од американската амбасада. Не, еве, дали тоа, јас хипотетички велам дали тоа е негово политичко резонирање, а од друга страна па што се поставува со прашањето за изневерувањето на сопственото гласачко тело или огромен дел на гласовите кои би отишле на конто на ВМРО и ДПМН на предвидените претседателски парламентарни избори, само и само советување дека ВМРО ДПМН ќе биде непопуслива партија да се внесат бугарите во уставот под овие услови. Значи, луѓе ќе гласаат, да речам десетици илјади може на одреден гласач може му е само и тоа важно. Имаме и такви граѓани кои апсолутно ќе го даде својот глас. Како и да е без разлика, значи вие ги изневерувате. Што ќе кажете потоа после изборите? Дека сте добиле подобар предлог од лошиот бугарски диктат спакуван во француски целофан или дека не знам ќе репреговарате со бугарите и со Европската унија. Сите официјални лица од Европската унија кажаа дека нема да има репреговарање. Ама и ако репреговараме полош предлог да се потсетиме повторно на изјавата на Обрајан, кој што кажа јас човек, кој што вели дека ќе ми продаде нешто, па после ќе ми каже се за тоа што ми продал, ја на таков човек не му верувам. Апсолутно, ама значи на ставот на Мицкоски ние после изборите ги гласаме за промена во уставот, тоа подразбира дека он ќе репреговара рамка, дека он ќе добие подобар предлог и така, бидејќи тоа е се што претходно го зборал. Ако ставот му е ќе гласаме после избори, тоа е сумаризација на се она што го зборал претходно. Како он ќе го кој му е планот? Он не покажал никаков план. Ама не може да покаже план со кого ќе репреговарате, сам со себе, со СДСМ ќе репреговарате за подобар предлог во однос на францускиот предлог. Со која бугарска политичка елита ќе седнете на маса да репреговарате, со кои европски челници. Ама не може да се седне со бугарска елита. Ама тоа сакам да кажам. Тоа што предлогот доаѓа од Европска унија, треба да преговара со официјален Брисел. Со официјален Брисел сакам да кажам еве и со бугарска политичка елита за да се направи, да речеме, нов хипотетички подобар предлог за македонските позиции. Бугарите ако сметаат дека ово е лош предлог за бугарските позиции, апсолутно нема да направат во нов предлог да се исфрли условот да биде вметнато бугарското малцинство. Второ, сите официјални изјави од Европската унија, од сите челници кажуваат дека не може да има репреговарање, односно нема таков момент па некој да троши енергија, зарем па Емануел Макрон и Олаф Шолц ќе одат во Софија и во Скопје да ги убедуваат условно кажано новиот македонски премиер Христијан Мицкоски со актуелниот претседател на Бугарија Румен Радев да наново репреговараат за Бугарија да го тргне условот за вметнување на бугарското. Значи тоа мислам дека мали деца од 5 години не веруваат дека тоа е возможна ситуација во меѓународната политика, во со сите македонски порази кои ние ги имавме во овие 30 години во однос на тоа што лажеа нашите политичари дека Македонија добива и може да добие подобри меѓународни позиции. Фактички со тоа манипулирање Македонија добиваше од година на година, од деценија на деценија се полоши. Ќе го спомнам примерот на поранешниот претседател и премиер на Македонија Бранко Црвенковски до самитот на НАТО. Тој човек беше
председател во тој момент, претходно беше 2 пати премиер, не убедуваше дека времето работи за нас во однос на спорот со уставното име со Грција, дека не признале 135 земји на Обединетите нации, дека требало уште 30 да не призна, дека Обединетите нации ќе тргнале срамната привремена референца по ЕРМ и ќе не запишале во регистарот на ООН со Република Македонија. Се случи самитот на НАТО, добивме вето. И истиот тој човек ја смени за 180 степени својата манипулаторска политика, која водеше 17 години дека времето работи за нас, после самитот на НАТО велеше дека Македонија мора да ја прифати геополитичката реалност и да најде име со сложена географска одредници и референца и да го реши спорот со името со грците за да влезе во НАТО. Значи, како може вие 17 години да кажувате сосема спротивни ставови и врз база на политиката на вашите ставови да дојдете до ЗИТ и да добиете вето и после истиот тој вие да кажувате дека Македонија треба да ја прифати геополитика. Значи, дали Мицкоски оди по ставовите и политиките на Бранко Црвенковски и потоа ќе си поплука све што кажал. Мислам дека крајно време е некој што треба, што е апликант или претендент да треба да биде премиер или да ја води држава и владата, а со тоа да ја води и меѓународната политика на земјата и правецот во кој ќе се движи земјата, мислам дека треба апсолутно да ги кажува реалните вистини во кои Македонија функционира и да се наоѓаат постојано решенија на проблемите, а не да се создаваат нови проблеми. Знаеш што е, само што е уште посмешно. Он сака да го користи тој збор булумента, негова медиумска булумента прави таква замена на тези, таква измама на пошироката македонска јавност, велат на Србија во тек на преговори се смени преговарачката рамка. Дали знаеш како и се смени и дали се смени на подобро или на полошо? На полошо. Што е сега условот? Условот е договорот у Охрид направен. Амандмани на претходните бриселски договори од 2012. Значи Србија преговара, ама ако не ги исполнува претходно договорените одредби, како што биле бриселските договори, добива Охридски амандмани. Ако не ги исполни тие одредби, ќе доби уште полоши. Затоа велам, сулудо е, лудо се вие да верувате дека овој француски така наречен предлог, кај што пак ќе кажам, со булдужер присуство на Ентони Блинкен на самитот во НАТО беше донесен во последниот ден на тоа француско председателство и затоа се нарече француски предлог, ќе може да се посипе со пепел и дека пак ќе се најде енергија во целата меѓународна заедница, во најголемите тешкаши во европската политика, тоа се францускиот председател и германскиот канцелар, па сега не знам Шпанија доаѓала на председател, па не знам Педро Санчес ке се замара со Бугарија и Македонија да репреговараат и во неговото шпанско председателство да има подобар предлог за македонските позиции. Лудо се да се престане да се манипулираат граѓаните. Пак ќе кажам, поморално е, похрабро е, поетички, попатриотски да ја кажете вистината. Ако треба кажете, ќе дојдам и ќе го растурам тој француски предлог и ќе ги прекинам преговорите со Европската унија или ќе ги замрзнам. И тоа е политика, сакам да кажам. Да. Ако ја кажувате вистината и да отидете со глава во зид, отколку да правите замена на тези манипулации. Повеќе јас би почитувал човек што ќе ми рече ова што го прават на Македонија не го одобривам, ќе ве носам со Кина, со Индија, со Бразил, со Јужна Африка и Русија, ако треба и со Србија и Унгарија. Нема Европска унија, зашто Европска унија поставува непринципилни барања и тоа да ви биде вас, ако треба политика, јас лично како граѓани повеќе би го почитувал некој ако ми го каже тоа, отколку да ми кажува бајки, басни и приказни во кои ни самиот ова е влечење. Ама ни самиот не верува. Непринципиелен е францускиот предлог, тоа бил бугарски диктат, тоа било не знам што, арно, ама после изборите ќе гласаме ние за бугарите во уставот. Па добро, тогаш тоа е влечење за нос. Да, ама и тие граѓани гласачи што ако мислат дека битно е само ВМРО ДПМН и Мицкоски да дојде на власт заради наетење на самиот лидер во однос на уставните измени и потоа членството да заборави, тогаш јас не сакам да преюдицирам какво е тоа членство. Значи има луѓе што излегуваа на протести против тој француски предлог. Ги организираат. Да, ама сакам да кажам, зарем истите тие луѓе што протестирале против францускиот предлог беневолентно ќе поминат ако нивниот лидер од позиција на условно кажано премиер ги изгласа уставните измени.
Значи, за какви луѓе станува збор? Или сте за францускиот предлог и од позиција на власт и од позиција на опозиција, или сте против? Не може вие само да манипулирате за да дојдете на власт и потоа да се заборави. И само на кратко, извини само. Се изгубија 2 години драгоцено време и само ова да го коли. довршам. Значи, од друга страна, Македонија со тоа што не ги изгласа бугарите во уставот, де факто го урушува тој француски предлог, односно си става сама вето, да речеме, Букуреш 2. Бугарија, пошто има такви русофилски партии, председателот е толку националистички настроен кон Македонија И е русофил. и е русофил, може да измисли причина да рече па ние што правиме со овие, се договоривме со тој француски предлог, превзема една обврска да стават 3504 бугари во уставот, него тоа исполнија, што правиме за понатаму доколку и дозволиме на Македонија да ги отвори преговори. Сакам да кажам, со ова ние даваме аргумент плюс во очите на нивната националистички русофилска политичка елита пред европејците да кажуваат дека ние сме држава аспирант за членство на Европската унија која не знае една банална работа да спроведе за одредбите што ги превземала со потпишување.